Американскиот председател Доналд Трамп во неделата го даде своето најасно признавање дека целта на средбата меѓу син му, Дон Џуниор, и руската адвокатка поврзана со Кремљ пред председателските избори во 2016 година била да се соберат информации за Хилари Клинтон. Трамп на Твитер напиша дека средбата била целосно легална и оти такви постојано ги имало во политиката. Оваа порака на Трамп на Твитер е во контрадикторност од неговата првична изјава во јули 2017 година, во која тој посочи дека двете страни разговарале за усвојување на руски деца од страна на американци. Политичките кампањи рутински ги следат спротивставените истражувања на нивните противници, но не и со странски представници од земја, што се смета за противник. Руските функционери во тоа време беа под санкции на Соединетите држави. Специјалниот советник Роберт Мулер води истрага дали членови на изборниот штаб на Трамп се координирале со Москва со цел тој да победи во трката за Белата куќа. Председателот Трамп оваа истрага ја нарече лов на вештерки, а рускиот председател Владимир Путин негираше дека неговата влада се мешала во изборите. Во серијата пораки на Твитер, Трамп ги интензивира неговите критики за печатот. Во една од нив тој порачува: тие намерно предизвикуваат голема поделба и недоверба. Тие исто така можат да предизвикаат војна. Тие се многу опасни и болни. Неговата запалива реторика против печатот е тесно поврзана со неговата постојана критика против истрагата за можната вмешаност на Русија во председателските избори, односно дали имало соработка на Москва со изборниот штаб на Трамп.